Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Денешната емисија посветена на водените спортови, поточно на едрењето, а наш гостин е Стефан Ставрев од Сдруженијето за спортско едрење, акватика и јахтинг од Охрид. Добре дојде. Добре најдов. Благодарам за поканата. Сега е зима, охриѓани викаме везера не се влегвит, дали е сезона на едрење или не, или можеби перцепцијата ни е погрешна? Добро, за Охријани, за Македонија, сезоната за едрење не е сега за останатиот свет. Најдобрите, најубавите регати се во моментов сега. Значи на сите континенти, така да полека ќе име кон едуцирање на тоа дека немат лошо време, имат само лоша опрема и да можете овој најголемиот наш природен спортски неискористен терен да го правиме во функција и во овој период. Со онаков југ каков што дуваше на Водици, сигурно добра регата ќе имаше. Да, па имаше наши колеги што беа во вода и покажаа дека не е табу тема да се едрит на такво време. Истовремено уште едно табу се скрши, се реши таа мистерија дека добро усидрени едрилици не во пристаништето, значи надвор, може да слободно да издржат на тој ветар и бран. Добро, веднаш тука начнуваме темата со инфраструктурата, со немањето на таа фамозна марина за која зборуваме со години, со децени. Охрид нема се уште решение за пловните објекти, она што се случува во каналот е приказно за себе. Би се рекло дека е повеќе претворен во депонија и во една еколошка катастрофа, отколку во сериозно место каде што се закотвуваат објекти. Зошто се уште Охрид не може, не сака да го реши проблемот и од кого се тоа зависи, претпоставувам од многу фактори? Пред малку спомнав дека го имаме теренот, ги немаме инфраструктурните објекти или наутичката инфраструктура, која што ето за жал во независна Македонија ги слушаме веќе 30 години со сите избори. Така да зашто немаме ние овдека наутичка инфраструктура понекот не на приморските, него на езерските градови во светов, тоа прашањето се постави до не само до локалната, него и до централната власт. Светоци сме дека и другите работи што се поврзани со Охрид во поглед на инфраструктурата, ќе спомнам само фамозниот автопат Кичево-Охрид. Јасно ни е на сите како се движи тие работи. За жал. Морам да прашам уште едно прашање кој малку надвор од едрењето, но Охридското езеро како голем природен ресурс последниве години или последнава деценија се повеќе оптоварено со пловни објекти од секаков вид. Има ли, дали постојат некакви стандарди, има ли некакви анализи колку ова езеро може да трпи и што се може да трпи? И дали одиме во вистински правец, бидејќи треба да зачуваме ова природна средина и за идните генерации? Езерото кој езеро, кој воден базен, ето и статусот што го имат со УНЕСКО и заложбите на сите наши треба да види во поглед на зачувување на тоа. Експертите комотно може да ни доставят, значи колку пловни објекти ова езеро може да поднесе, да примит едноставно заради самата вода, чистотата на вода, најголемиот базен на питка вода во Европа, за кој што заето цело време сите зборове дека треба да се заштити, да никако да се преземе тие мерки и да се каже дека да, на ова езеро може да се користи таков и таков вид на пловила, на таков и таков погон. Пример, не мора да име подалеку Блед езерото го имаме во Словенија, доволен показател ке ни е тоа, дека можете дрилици, можете кајаци, можете модерните сега супо или стендап падал, дека
мотори со внатрешно согорување веќе се минато таму, дека требите све да видите на соларен погон. Имате то најави некој во поглед на такви пловила? Да, Секако- во изготвување студија, односно донесена веќе студијата за управување со Охридското езеро, извршено и зонирање и има тука интересни предлози пред со еколошки аспект околу моторите со внатрешно согорување и дека веќе е време за да се размислува за замена на истите со еколошки пловила. Од каде тогаш потребата луѓето на Охридското езеро да носат глисери со моќни машини? Ова е затворен систем, 37-8 километри во една диагонала или во друга и така натаму. Моментот со обучавата, проблемите со рибниот фонд и така натаму. Зошто сето тоа го игнорираме? Па затоа што многу едноставен и одговорот на тоа прашање. Тие што треба да ги донесат законите, прво тие ги поседуваат тие пловни објекти пловила кои што не се за Охридското езеро, него се за на море. И се знае која бројка од такви пловила би можело да биде овде да не го нарушит функционирањето на самото езеро. Еколошката свест се создава од мали нозе, нема ништо подобро од тоа младите да се занимаваат со спорт, да ги сакаат водените спортови, конкретно ако зборуваме за заштита на Охридското езеро. Во тој поглед, акватика и јахтинг веќе неколку години наназад работи активно не само со сениорите, туку и со младите категории. Колку младите во Охрид го познаваат едрењето, колку го сакаат, колку се запознаени со едрењето и сите придобивки што ги носи овој спорт. Едрењето пред све можам да кажам слободно дека е еколошки и олимписки спорт. Значи летните олимписки игри плюс едрење. Така е составот на летните олимписки игри. Значи посебна држава во држава, можам да кажам на светско ниво. Олимпијада за себе. Да. Има тука и параолимписко едрење, до кога ќе видиме, тоа не е наше да кажеме, се имат институции за тоа. А во поглед на Охрид и развивањето на едрењето, кои што почетоци се во 30-тите години на минатиот век, па до сега едрењето бележи успони и падови. Така да можам слободно да кажам дека во последниве 7-8 години акватика јахтинг веќе успешно организираат секоја година, секоја летна сезона со завршетокот на школската година започвит школата за едрење, која што, како што спомнавте и самите дека успешно будит интересот кај младите не само охриѓани, него и од другите градови од нашава држава, од Македонија, и од туристите кои што својот летен одмор активно го поминуваат во Охрид. Просторот каде што функционира клубот е еден од ретките кој спои на природата со нешто корисно. Таму е и центарот во кој нели се чува и опремата на клубот, се чуваат делиците и така натаму. Во тој смисол, како стоиме со опрема и имаме ли доволно? Минатата година Охрид доби една убава донација од Швајцарија, која верувам ќе користи не само на клубот, туку ќе биде корисна и пошироко за привлекување на рекреативци, на љубители на едрењето и на веслањето во иднина на Охридското езеро. Како стоиме на тој план? Добро, но прошлата година и годините уназад со помош на наши пријатели од надвор, значи и со помош и на локалната самоуправа и на нашата федерација, успеавме да се екипираме, да се опремиме, да набавиме едрилици и опрема кои што ги немат во Македонија. Во исто време тоа се деси прошлата година и со
новооснованиот веслачки клуб Горица Ремо, кој ше во исти простори, на исто место со акватика јахтинг, значи јадрењето и веслањето се на исто место и почна да функционират и тој успешно. План е ова година двата клуба да ги посетат основните школи, да ги отворят вратите за прием на нови членови и за едрење, исто така и за веслањето. Така да борбата е непрестанна, значи нон-стоп првично во Македонија нема никој кој што произведе таква опрема. Не потценувам ни еден спорт, многу лесно е фудбал, кошарка, ракомет или другите спорти. Нашата опрема за жал ја нема во Македонија. Приморани сме да увезвиме од странство и голем проблем е транспортот на тие пловила, исто така и увозот каде што не се работат за луксус, то можам да го кажам за моторните пловила, за глисерите, за јахтите. Тоа е сосем подруга димензија на пловила кои што се користат за спортување, за настап на регати, за развивање на свеста за активно спортување кај младите генерации, така да во иднина, за да можете овие спортови, водните спортови поготово да функционираат, треба да се размисли за ослободување од давачките при увоз при набавка на такви пловни објекти. Акватика јахтинг полека прераснува во своевиден центар на вода, меѓутоа плановите се во иднина Охридското езеро или целиот овој регион со сите негови потенцијали да го направиме еден своевиден тренинг центар во кој каде што нели ќе доаѓаат спортисти не само од земјава, туку и од надвор. Да, во изминатиот период, во овој зимски период, така да го наречиме за нас неактивен период во вода, ние работавме и уште работаме на тоа да нашите членови, нашите тренери во соработка заедно и со другите клубови што постојат во Република Македонија и што во последно времето ги има во поголем број, да бидеме екипирани и да бидеме лиценцирани во поглед на тоа да можете не само Охридското езеро, него сите природни езера во Македонија и вештачките езера кај што постојат услови за едрење, да се развијат едрењето, а Охрид секако да бидете, Охридското езеро и Охрид да бидете носител на и акватика јахтинг, еден од носителите на тој тренажен процес каде што Охрид да стане тренинг центар и да биде привлечен со своите услови кои што ги нудит и езерото и околината за да доаѓате голем број на екипи од едриличарски сродни клубови од цела Европа. Значи работаме напорно на тоа да луѓето да научат за Охридското езеро и за условите за едрење на Охридското езеро. Во контакти сме. Последно, значи, беше тоа што со помош на Едриличарска федерација на Македонија се лиценциравме преку меѓународната асоциација, акредитирана асоциација на школи за едрење, така да од оваа сезона за децата ќе можеме да имаме подобри услови во поглед на едукацијата за едрењето, значи како да научат да едреат, безбедноста на вода, екологијата, културата на однесување на вода, па после доаѓа тој вториот дел, регатното едрење, каде што може да се надпреваруваат, талентираните да се надпреваруваат. Така да и за возрастните во исто време пошто во едрењето немат старосна граница, ќе можете и по возрастните групи на граѓани од Охрид, а и туристите или од другите градови да добиете такви обуки, за да можете во иднина да
ето и да си набавят тие дрелици и да ловят не само по Охрид, него и надвор. Кога почнува надпреварувачката сезона, кога сме кај тој дел и што се ќе има на програмата во организација на нашата федерација и на меѓународен план? Јас можам да кажам дека ова година доста тој календар кој што треба се донеси од Федераличка федерација на Македонија составен од предлозите од сите клубови, дека ќе биде доста голем. Можам да кажам дека во организација на нашиот клуб ќе имат надпревари и со големите едрилици за сениорите, да речем, во склоп на Охрид Lake Sailing Cup, или каде што се вклучени сите клубови и каде што со големите едрилици ќе имат трки. Исто така, тука се и критериските регати кои што нашиот клуб ќе ги организираат за најмладите. Значи почвиме негдека април месец, почетокот на април, негдека 8-9 април по календарот, по прво календарот. Така да до негдека почетокот на јули ќе имат регати. Јули и август веќе сме Охрид ко туристичко место, веќе зголемениот број на пловила и многу други работи, зафатеноста прво и на луѓето, сме слободни во поглед на организација на регати, само школата за едрење функционираат, а од септември продолжиме со регатите кои што се. Септември месец имаме, трета година поред ќе организираме меѓународната Охридска едрличарска регата за најмладите, каде што очекуваме дека тој број на клубови од соседните држави што беше лани 5 клуба и нашите 7, ќе се зголеми негдека на 10 клубови, значи гостите од соседна Србија, Црна Гора, Бугарија, Романија, Грција, Турција се тука да го зголемат тој број. Да, и да го зболатат. И сосема за крај, Охрид оваа година ќе добие фестивал на вода, микс од спортски активности и спортски надпревари, различни. Тука ќе не само едрењето, веслањето, тука ќе пливањето, маратонот ќе биде вклучен во тој период. Како гледате на оваа идеја? Ова е сепак прво издание, меѓутоа ќе ги даде насоките, се надевам, во иднина како да се развива оваа манифестација, за која надлежните велат дека имаат намера да ја направат традиционална. Да, Охрид Water Festival ќе еден голем предизвик, не само за акватика и јахтинг, за сите нас во Охрид, кој што ни е празник назима Водици, така да и препознат ливстаните Охрид по таа манифестација, така да во летниот период, крајот на август, водните спортови мислам дека ќе бидат празник за очи и за душа, за сите влюбеници во водата, не само од Охрид, од цела Македонија, и напорно се работа на тоа да се привлечат голем број на странски спортисти кои ќе дојдат и ќе ја осетат понудата што може да ја имат овдека во Охрид. Така, да. Се надеваме сите дека ќе биде тоа прво и успешно издание и дека натаму ќе си го добие своето место и дека ќе биде додадена вредност на туризмот и дека ќе продолжиме уште малку туристичката сезона и ќе ја споиме со нешто многу корисно, а тоа е спортот, се разбира. Јас ти благодарам за издвоеното време што беше гостин во Спорт Плюс. Имаме прилика во текот на сезоната, се надевам да се гледаме уште и да зборуваме на актуелни теми. А вам ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму информирани. Следете го Охрид Нјус.